Прилепски комуналец започна со пласирање на нови 3000 корпи за селекција на отпадот. Со овие нови корпи сега беа опфатени домаќинствата во населбата Тризла. Корпите се со зелена и со жолта боја. Во зелената граѓаните го селектираат органскиот отпад, а во жолтата корпа пластиката и хартијата. Во изминативе 2 години, комуналец има поделено над 15.000 вакви корпи, инвестиција која досега чини околу 15 милиони и 600 илјади денари. За сега се покриени околу 60% од домаќинствата во Прилеп. Ги пласираме првите од 3.000 канти, првата 1000 канта завршуваме. До крајот на месецот, веројатно до мај месец ќе се подели уште 2000 канти. Се надеваме дека ќе биде позитивна финансија состојба, ќе порачаме наредните 3000 канти до нова година. Со тоа би го покриле генерално градот. Купната инвестиција некаде би коштала со 18.000 канта околу 300.000 евра. Кога ќе се поделат и останатите 3000 корпи за селекција на отпадот. Од идната година Прилеп ќе стане единствениот град, не само во Македонија, туку и на Балканот кој комплетно ќе има завршено примарната селекција на отпадот. Продолжува акцијата со јавното комунално предпријатие Комуналец во интерес на сите граѓани на општина Прилеп и заштита на животната средина, нормално да се поделат корпи за отпадоци. Ќе бидат поделени 3000 корпи за отпадоци, современи корпи за отпадоци на домаќинствата во населбите Тризла 1 и Варош. Нареден чекор кој се планира да се реализира за многу кратко време е започнувањето со изградба на фабриката за секундарна селекција на отпадот, која ќе се гради во близина на депонијата кај селото Алинци. Линијата за оваа фабрика е веќе набавена. На таа линија за секундарна селекција се очекува да бидат вработени од 50 до 100 луѓе. Во 2017-та, ЈКП Комуналец планира кај депонијата да гради и компостара, каде ќе се селектира органскиот отпад и ќе се произведува ѓубриво.